Разговараме со Сотир Костов, долгогодишен познавач на политиките во нашата држава, па и пошироко, затоа што има издадено еден куп публикации, истражувања. Денешната тема ни е таргетот млади. Како политичките партии ги таргетираат младите, па можеме да се навратиме и во минатото, како беше во времето на Југославија, 90-тите, па како е сега. Дали методите се исти, или па се не на некој начин различно ги таргетираат. Добар ден, добро ве најдов. Драго ми што сум вас гостин. Па добро, може би држи да сум на оваа тема од причина што ја не се срамам да се представам од минатиот живот, како милуваат да кажат, од минатиот систем кој го напуштивме. Бев младински активист, секретар на Младина на Македонија, член на Председателството на Младина на Југославија и така натаму. Добар дел од мојот живот поминав за работа со млади и така психологијата на младите ја знам. Видете, ние немаме право да зборуваме за младите од причина што младите ги заборавивме, ги пониживме, ги маргинализиравме и едноставно сме генерација која треба да се срами каков е нашиот однос кон младите. Сега зборувам за демократска Македонија, зборувам за 1990-1991 година, кога настана оваа независна држава, претходно излегувајќи од Федерацијата екс-Југославија, и лично мислам од тогаш па до сега ова, така да речам, ако можам да го наречам демократско општество, ова наша независна, суверена држава, нема стратегија за однос кон младите или стратегија за развој на младите генерации, поточно би рекол за нивна инклузивност во општеството најшироко, во политичкиот систем нешто потесно и во институциите на државата. На тој испит, мислам, паднавме од причина што едноставно ние се изгубивме во транзицијата. Ние не знаеме да кажеме дали сме општество во транзиција, дали сме постсоцијалистичко општество, дали сме посткомунистичко општество, дали сме демократско општество. Барам ја ги прозивав политиколозите, социолозите да одговорат на овие прашања. Најконкретни прашања успеа да даде Илија Ацевски, социологот, и ја го цитирам во едни мои стручни материјали, неиздадена една книга, каде што велам општествената транзиција се претвори во деструктивна транзиција, општествена транзиција. Ние едноставно се изгубивме во лавиринтот наречен демократија од причина што неспремни влеговме во демократијата. Како да кажам, на се уште неизграден нов систем, ние влеговме со неотфрлени, неоткажани од старите вредности животни, а во тој склоп и политички вредности. На што алудирам? Политичката култура нам се уште не е по матрицата на социјализмот и на комунизмот. Ние немаме демократска политичка култура на она потребно ниво каде што ќе сватиме дека младите се есенцијата на денешницата и на иднината. Младите се тие кои ќе го развијат ова општество македонско, демократско и оваа држава. Едноставно ги занемаривме и себе се ставам, јас сум човек на 66-67 години, се ставам во тој кош и на еден начин ми е срам зашто така постапивме со младите. Нема оправдување, туку има само желба за да се поправат работите, од причина што ние сме зафатени од еден многу тежок канцер, а тоа е белата смрт. По наводници, знаете што значи тоа е одлив на сивата материја македонска на младите од нашата држава, од нашето општество. Спомнавте дека иднината е во младите. Би рекол и сегашност. И сегашноста секако, но на кој начин политичките партии стигаат до младите? Со што ги хранат младите да станат дел од таа политичка структура? Заради идеологија или заради некои бенефити? Младите стануваат членови. Вие спомнавте дека бевте претходно во екс-Југославија како младинец. Дали тогаш вие имавте за идеали или па заради некои бенефити, и каква е сегашната состојба? Дали младите влегуваат во политичка партија поради идеологија или поради тоа дека чекаат некаков бенефит, некакви привилегии? Виде,
Каква таква идеологија се уште има, но не е на она потребно ниво што би значило политичка партија со сите нишани пред се идеологија. Бидејќи знаеме, основната смисла на политичката партија е да учествува на избори, демократски да се надпреварува со противниците, да победи, да освои власта, а на следните избори да се обиде да задржи власта. Кај нас, за жал, многу малку имаме оригинални, автоктоно демократски партии. 90% од партиите се наследнички, јас би рекол еден македонски збор, митарени партии од поранешниот систем. Од социјалистичкиот сојуз произлезе социјалистичката партија. Од реформски сили за Македонија и Југославија произлезе партијата на Стојан Андов. Таа мутираше, де беше либерална, де демократско-либерална и така натаму. СДС произлезе од СКМ, па беше СКМ ПДП, па сега е Социјалдемократски сојуз и така натаму и така натаму. Нова партија беше ВМРО-ДПМН и мислам дека ВМРО-ДПМН на почетокот имаше некоја солидна идеологија, ама некако во овие 30 години, како и таа идеологија малку да се разводни, најповеќе од многуте раслојувања на партијата, голем број, некаде се зборува дека меѓу 15 и 17 партии произлегува од оваа партија и така да моќта некако со тек на времето и слабееше, иако таа се уште е јака, онолку колку што е јака, ама идеологија во вистинска смисла на зборот нема. И тоа е првата фалинка на нашите политички партии. Втората фалинка е што не се социјално втемелени. Имавме ние на почетокот земјоделска партија, имавме ние на почетокот работничка партија, имавме ние на почетокот партија на пензионерија кои сега има, ама формално постои. Тоа беа партии кои имаа таргет групи кои им припаѓаа на одредени групи социјални во општеството и мислам ако продолжија и ако се одржаа, можеби ќе беше нешто од нив. А вака, бидејќи јас се бавам сега со обука, тренинг, едукација на политички партии и на нивни членови, знаете како, сите политички партии се трудат кога во избори учествуваат во изборни кампањи и прават идентификација на избирачи, на сите избирачи да им се обраќаат. Не може тоа така. Во тој склоп, јас лично мислам дека со овие две фалинки, политичките партии многу грешат, што поголемо внимание не обрнуваат на своите, да речам, подмладоци. Иако, морам да кажам, ако имаме 32 години демократија, демократски плурализам, до пред, можеби, 7-8 години или 10 години, едно од политичките партии имаше многу јак подмладок, тоа е ВМРО-ДПМН, сега малку како да е разводена ситуацијата, нешто слично, дури малку и полошо е во Социјалдемократскиот сојуз. На времето знам дека ЛДП имаше добар подмладок, ми се изгуби и тој подмладок мене. За албанските партии сум работел со нив, само со Бесане сум работел, лично мислам дека тие не обрнуваат внимание на подмладоците и мислам не се и така структурирани, иако има многу способни, многу образовани и стручни кадри и заслужуваат малку поголемо внимание од лидерите. Ама да не забораеме сега, лидерите се еден вид паши, султан паши политички. Тоа ми е следното прашање. Ги спомнавте подмладоците на политичките партии, но дали подмладоците само служат како декор и дали помладоците и младите смеат да се спротистават на лидерот на некои политики кои што не им се допаѓа, да му кажат ние не се согласуваме со ова. Во класичен смисла на зборот што го употребивте декор, не можам да се согласам и не би бил фер да се согласам. Но има обиди да ги искористат така. Иако гледам во одредени фази од нашиот демократски плурализам, младите повлекоа, ајде да се присетиме, Сега прво што е млад? Во оној систем што го напуштивме до 27 години бевме млади. Сега е до 29. Сега видиш, не го знаев ова, добре, секој ден учиме по нешто, long life learning. Ако сега е до 29 години млади, јас да ве прашам нешто дека.
Дали се сеќавате, во поранешните влади, имавме министри со 25 години, со 26 години, со 27 години. Дали се сеќавате на колку години стана премиер Бранко Црвенковски? Дали се сеќавате на колку години стана премиер Лјупчо Ѓоргиевски? Многу млади. Многу млади стана. Како тогаш повеќе шанса да имаа младите, таа генерација ја зграбчи власта, најпрви Социјалдемократскиот сојуз, па дури 98 за прв пат ВМРО ДПМН, се излезе една млада генерација која првин штрајкуваше, на протести беше, ако се сеќавате, оттаму двотројца млади, сега знам кои се веќе ветерани во парламентот, потоа мене некако работата ми се развод. После Шекеринска, ја не се сеќавам да сам кој млад човек го исврлил, ака да е нешто повреден, да го забележиме, да кажеме дека овој млад има перспектива и така натаму. Не знам од кои причини, веројатно во најголема мера таму е послушноста во прашање, да ми простат климоглавоста и сконцентрираноста, фокусираноста кон лидерот, како ќе каже лидерот, и така се губат младите. Не, треба да се има посебна стратегија на младите, младите да се пуштат сами да действуват во рамките на партиската политика, да добијат слобода, да го заземат своето место и лично мислам тие ќе повлечат напред. Без разлика дали се работи млади од десницата, ВМРО ДПМН, млади од левицата, СДСМ, млади на ДУИ, на алтернатива или на БСА. Лично мислам дека тоа фали во нашиот партиски систем. И иако велиме, вака сега, по моја оценка во една од книгите што ми се напишани, а не издадени, јас велам дека политичките партии во моментот се во голем пат. Значи, тие има развој, кога владеја, па има фаза на покровителство, кога ги поклопиат државните институции, и сега достигна еден највисоко ниво од пред 5-6 години и сега се во слободен пат. Најмногу изразено е сега тоа во ДУИ, нешто предходно во СДСМ, па пред тоа беа разслојувањето во ВМРО ДПМН, да подсетиме на шарената револуција, да подсетиме на пржинскиот процес и така натаму. И лично мислам дека сега е моментот младите да повлечат. ВМРО знам дека има подлавок. СДСМ знам дека има подлавок. Веќе за сите политички партии има... Ама за другите не слушаме сега, да сме коректни, нека се љути кој сака, некои подмладоци мене, ја не ги гледам вака на спектарот на јавната политичка сцена, сега е моментот да повлечат, и ја лично мислам ќе се искристализира една генерација која можеби ќе ги донесе толку посакуваните промени. А инаку вака како што е работата, како во партиите кај што нема партиска, внатрешпартиска демократија, вие сте сосема во право дека понекој пат младите служат како декор, иако ја во целост не се согласувам со тоа. Иако на моменти јас го мислам тоа, ама тоа се така поединечни случаеви. Сепак ја верувам во младите. Ја и сега работам со младите на еден проект, ја и сега гледам светли звезди во тие политички редови, само треба една мала одважност, треба една мало поголема храброст и да се излезе на површина. Што е тоа што може политичката партија да му понуди на еден млад човек? Ете, ака сега. Ете, јас како млад сакам да се зачленам кон некоја политичка партија, сега идеологиите ако се левица, може би се десница, ако се десница веќе идат на кај левица, дали идеологиите веќе се некако испомешани, дали веќе пак се враќам на прашањето што е тоа што може една политичка партија да му понуди на еден млад човек? Па мислам многу може да му понуди, ама праша е на кој начин му понудува. А малку непрвичен бев, не ја спомнав левица, кај левица има идеологија, да се разбереме. По моите сваќања, кај левица има идеологија, може би малку е преагресивна, и таму има доста млади и фактички мислам дека левица е партија, политичка партија на младите. Што ги добива? Не сум го анализирал до крај, да бидам искрен, ама прво што ми паѓа на памет е незадоволство. Немање успеси во државата, во државните институции, во владењето, ако ги земеме последните 6 години, ќе видиме дека показателите, параметрите во социјалата, во економијата,
во здравството, во образованието, па ако сакате и на планот на безбедноста се поразителни. И левица на незадоволство, неефикасност на власта, мислам, привлекува луѓе. Тоа го гледаме од порастот на бројот на гласачи. Тоа е едина партија чиј број на гласачи се зголемува. Останатите големите имат намалување, незнатно, не многу големо, но имаат опаѓање на гласачкото тело. Тоа е таа апатија што прави ни ја зафати гласачкото тело, па малку се одрзи и во членството, и се партиите имат еден голем проблем. 3 категории луѓе, тоа се, избирачи, тоа се оние независните, оние кои малку се интересираат за политика, ја така ги делам, и оние кои не учествуваат на политика, како да им го свртие гребот. И затоа паднаа во своите, ако ги земаме бројките, ја ги имаме овде да ги отвориме, ќе видиме, еве вака, само ќе ви кажам еден поразителен. Тука не може ни еден лидер да ме побие, ни еден политичар да ме побие. Првите избори излезноста беше околу 84%, последните парламентарни избори 52%. Па ти си помнат израчено и за колку е намалено. 32% е намалено. Тоа е огромен пат на излезност и гласање за политички партии. А дали тоа не се должи можеби на одселувањето на дел од граѓаните, особено и на младите? Да, се должи, ама секогаш да знаеме дека никој пат, сем за референдумот, во голема мера кога излезе македонското гласачко тело, не излегло 91 година, кога ја создадовме државата. Ја тоа го велам третиот Илинден. Само тогаш имавме голема масовност излезеност. Никој пат нашата излезност, ако ги исклучиме првите избори, не била повеќе од 6, 4, 6, 5, 6, 6%. Значи, секој пат има една маса помеѓу 25 до 40%, која не излегува на избори. Сега, експерти, ја не сум експерт во таа област, треба да проценат дали таа маса седи дома, дали таа маса на луѓе е иселена, а факт е дека во последните 20 години имаме ненормално иселување на луѓето од Македонија. Тоа е таа бела смрт преска што ја спомнав, и лично мислам тоа треба подхитно да биде спречено. Јас, ти си млад, ама ќе подсетам јавноста на еден документ кој стои некаде во архивите на МАНУ. Само МАНУ има донесено стратегија за развој, сеопшта развој на Република Македонија. Јас велам дека немање стратегија на владата, немање државна стратегија, немање национална стратегија за развој на државата не доведе до оваа бела смрт, младите, децата да ни одат во странство и да не ни се враќат, што е интересно. Порано и пред 100 и пред 150 години и повеќе постоел гурбетот. Ама оделе да спечалат, праќале пари дома, па во одредена фаза од животот се враќале, граделе куќи и пак продолжувале да втората, третата генерација внуци ја обезбедат. Тоа, ја би го рекол, и тоа е од мака. Ама тогаш било турско робство, или како да кажам, тогаш не сме биле независни, тогаш не сме имале држава. Тогаш сме биле народ и нација во зародиш, а сега си имаме свој државен ентитет. Сега си имаме свој државни и национални интереси, наместо ние да ги заинтригираме младите, наместо ние да ги привлечиме младите со развојни проекти, прво во образованието, потоа во економијата. Образованието, мислам, школување овде и школување во странство. Она песната од Индекси, како беше, да сам ја неко. Да сум јас некој. Ја прво на еден голем конкурс ќе изберам од прилика 200 до 300 млади и ќе ги пратам во странство. Мора да има пари за тоа. Ќе скусам 1, 2, 3 тендера, нема да распишам, ќе распишам за млади, ќе ги школувам 4 до 6 години, зависно од факултетите, имаме специализација, те вако болонски процес, те она, ама договор, враќање назад, бидејќи ја потекнувам, јас се пензионирав од воздухопловството, знам како ние ги школуваме нашите кадри во воздухопловството, ги праќаме во сите светски академии за воздухопловство, сакате Јанса, Луксембург,
Сакате во Брисел, сакате Сингапур, сакате Монтреал, сакате Египет, која немаше проблеми, еден од најдобрите академии воздухопловни има, и ги правиме врвни воздухопловци во 3-4 области, во метео, во АЕС, во инженеринг, контрола на лета и така надолу, се враќаат назад и се ја спрема договорот, 5, 7, 10 години се должни да ја дадат на државата. Такво нешто би направил и јас. А што правиме ние? Ние татковците и дедовците зимаме кредити, ги праќаме децата во странство, се школуваат и ни ги зема западот или истокот, ни ги запослува во најдобрите универзитети и остануваат таму. Македонија има паметна сила материја. Македонија има млади докторанти, магистранти, специализанти, IBM ученици од Америка и така натаму. Само треба да си ги стимулира и да си ги врати. Едно време имавме една таква политика, многу кратко траеше, како да не ја дозавршивме, се врати еден квантум мал, би рекол, научени луѓе и покажа резултати во Македонија, се случија некои деструктивни процеси, ништо. Дали тие млади учени луѓе ќе може да променат нешто со оглед на тоа дека можеби нема да бидат послушници на партиските лидери? А дали без партиска книжка ќе имаат простор да се постават како лидери, како носители на јавни функции, на важни функции? Ако ја одбегнеме партократијата, германците велат партенштат, значи партија држава. Па види сега, или ќе заглавуваме со партократијата, со ова покровителство на политичките партии, а они раѓат хибридна држава, они раѓат заробена држава, они раѓат корупција. Корупцијата е дело на кронизмот, непотизмот. Кронизмот е кога јас, хипотетички, као премиер, давам донации, кредити под поволни услови или проекти на мој кум, на мој братучет, на моја сопруга и така натаму. Значи, кога е народнина е непотизам, кога е на соработник близок е кронизам, тоа ја раѓа корупцијата која ја најадува оваа држава и ова општество. А кога сите заедно ќе ги ставиш во едно клопче, се раѓа организираниот криминал. И тој организиран криминал го усисава капиталот државен од буџетот и ни ја прави заробената држава, заробена од вон институционални центри на моќ, или хибридната држава, имаме институции, ама се поклопени, неефикасни и делуваме како хибрид. Ги спроведуваат интересите на криминалните структури, а не интересите на оној од кој произлегува суверенитетот, а тоа се граѓаните, тоа е народот и тоа се луѓето, тоа се жителите на оваа држава. Така да, стварно незгодна е ситуацијата, ама упорност. Прашањето ви беше дали упорност. Овие млади луѓе, а едноставно знаете како. Ја многу не го милувам тој политичар, ама знае да погоди некој пат работата. Пред 10 и кусур години Бранко Црвенковски еднаш рече: да им дадеме власт на младите? Не. Младите сами да ја земат власта. Ја му го ценам тоа, Дехран. Значи, младите има да се одважат и младите има нам да ни речат по возрастните. Сега, ја не сум државен службеник, ја не сум човек на институциите. Ја последните 25 години од мојот живот во небуџетска институција, во цивилно воздухопловство ги поминав, од минатата година сум пензионер. Ама еви јас се ставам во тој кош на неуспешни, што младите не избегаа. Има да ни речат не, да ми простеш, како попчиња има да ги послушаме, бидејќи се поучени од нас, поспособни, имат повеќе енергија, имат повеќе желба да се докажат. Овие средни генерации и овие генерации од последната фаза од животот веќе немаме елан. Се не зорам ја за мене, јас се уште имам елан, ама немаме елан, енергијата ни е потрошена, ги утнавме, Дехран, да ми простиш. Работиве, младите од секој пат биле пореволуционерни и кога ќе сватат младите дека она максима на Ганди, дека промената се тие, значи промената што сакаш да ја видиш, Дехран, си ти како млад човек, тогаш младите ќе дојдат на површина, има да се изборат, тоа не е лесен процес, ама овие политички елити, ја ги нареков забегани политички елити. Ни ми треба еден голем трзај,
за да паднат од тронот и ја мислам ќе изнедре млади генерации кои ќе ја поведат оваа држава во прогрес, во развој, во напредок, а не во стагнација, дури би рекол и во регрес. Така, спомнавте дека дел од политичките партии го гледаат просто незадоволството, една од причините за вклучување во нивните политички партии, но дали тоа може би на некој начин на популизам ги добиваат, па на кој начин ги добиваат, што е тоа што им го нудат и што е тоа што треба државата, политичките партии да го направат, за да не ни бегаат младите, да останат во државата и да работат. Може би прескати останав делумно или целосно долженети одговори со што ги привлекуваат. Видите, основно правило е да ги привлекат со политичката платформа или со нивната идеологија и, ја би рекол, политичка доктрина. Тие идеологијата им е отапена. Некои имаат платформа, некои немаат платформа. Некои погрешна им е платформата, зборувам за политичките партии. А знаете како? Политичката доктрина е најбитниот сегмент на една политичка партија. Се нема да не сватиш погрешно, ама во декември во раце ми падна политичката доктрина на ВМРО ДПМН, во раце, работев нешто за конзервативизмот и за социјалдемократијата, како се остваруваат во Македонија. И барав... Не, тоа е ова што ја пишувам. А оваа книга е Политичките партии во Македонија, се извинувам, владење, покровителство и пат и избор на корупција и аномија за победа по секоја цена, zero sum game. Ова последново, што го кажувам, се бавам во моментот како се остварува социјалдемократијата во Македонија, има ли есенција, суштина или само рамка и како се остварува конзервативизмот, доктрината на десницата во Македонија. Документите од СДСМ се уште ги прибирам, а да бидам искрен, многу полесно ги прибирам документите од ВМРО ДПМН, да бидам искрен, видов една политичка доктрина, многу јасна, концизна, кратко напишена, на 20 на страни, која за мене е магнетот за привлекување на млади. Предпоставувам нешто слично има и СДС. Одговор на твоето прашање е, преку нивните политички доктрини тие треба да ги привлечат. Ја проучив јас таа доктрина и видов дека ВМРО ДПМН во актите, иако дури гледам и во некои однесувања по општинските комитети, веќе е асално преформулирана во Народна партија конзервативна, многу повеќе со сите нешини, отколку демохристијанска партија. Ама тоа треба луѓето што се бават со политикологија, например, најдобро скенирање на почетокот на плурализмот, тоа го направи Цане Мојановски на политичките партии и починатиот професор Димитар Мирчев. За општествената трансформација тоа го направи Илија Ацевски, социологот. Тие треба малку да седнат да ги видат овие политички платформи, акциони програми на партиите и овие доктрини. Доктрината е највисоко, а платформите, акциони или не знам какви се произлегуваат од неизе. Се е тамо добро запишано. Ако тоа се спроведува, јас тврдам, ќе има наплив на млади кадри на ВМРО, се надевам и на СДСМ. Ама, во следна фаза, нив ќе ги проучувам сега, од причина, знаеш зашто? Јас се држам една теза дека вистинската социјалдемократска партија беше она на Славко Милосавлевски, за жал починате, нашиот амбасадор во Белград, ама не му заживеа како што требаше. И сега гледам што останало од социјалдемократијата, бидејќи ја во млади години бев заљубеник во социјалдемократската доктрина, ама она на скандинавските земји, бидејќи кога живеев и работев во Белград, имав прилика да ги проучам, видов, брате, тоа е социјализам вистински. Значи, социјалдемократија од скандинавски земји направена пар екселанс. Здравство на ниво, со лекови и со здрави луѓе, образование со учебници. Кај на здравството нема лекови, образованието нема учебници. Што сакаме, какви учебници правиме? Кога овие работи малку подобро ќе бидат проучени и истакнати на површина, лично мислам и политичките партии, а може би ова е процес нормален за созревање.
Да не забораваме што ни кажа Ралф Дарендорф. Тоа е политиколог, германец, вака ни рече. Државите од Источна Европа за 6 дена ја сменија власта. За 6 месеци ги сменија законите. За 6 години институциите, ама вика ќе им треба 60 години да сменат политичката култура и однесувањето и моралот. Еден пат друг пред него Габриел Алмонд рече: најголемиот проблем во демократијата и демократските општества на земјите од Источна Европа ќе им биде несоодветната политичка култура. Ние боледуваме од несоодветна политичка демократска култура. Нам се уште културата, вредносниот систем не е од минатиот систем, сакате социјалистички да го наречеме, сакате комунистички, а пазите, него го напуштивме. Без да го оцениме, без да дадеме суд за него. Прифативме нов систем на демократски плурализам, кој е прекрасно замислен, на демократија парламентарна. Како ја спроведуваме 30 години? Со големи проблеми. Со грабеж на државниот капитал, на општествениот капитал, 94-98, со големи афери, тат најголемата ќе ја спомнам, и многу други, и со армија стечајци, невработени и една врхушка македонски олигархи кои го одзедоа на неправеден начин општествениот и државниот капитал и сега управуваат со оваа држава, дури и политичарите ги држат во раце. Ова ако немаше да се случи, ако ние имавме вистинска политичка култура, на која опоменуваа и Дарендорф и Алмонд, за жал 30 години не е мал период, ние се наоѓаме точно на половината, 32 години, од овај период што ни го каже Дарендорф на 6 години, ја ова сега го споредувам, ќе те насмеја малку, со 40 години лутање на израелскиот народ, кога Мојсија ги пуштил да го барат патот и она, и ко 40 години го барале патот. Дали ние треба уште 30 години, се насмеја, ние сме Мојсов народ. Дали треба ние уште 30 години да лутаме во ова демократско општество, за да прво изградиме соодветна политичка култура, да создадеме нов вредносен систем и тогаш да ги ослободиме институциите државни од овие кронизми, непотизми и од овој канцер коруптивен. Во тој случај младите ќе дојат до израз, најверојатно. Типувам за тоа, гласам за тоа, да ти кажам.